Јавното предпријатие Чистота и зеленило продолжува со поставување на полуподземни контейнери за комунален смет на различни локации во општина Куманово. Во наредниот период ќе бидат поставени нови контейнери на вкупно 7 локации, а надлежните со апел до граѓаните да не ги оштетуваат садовите за смет, а пак инспекцијските служби да ги казнат несовесните кумановци. Имаме добиено елаборати на 7 локации. Вчера беше поставување на локалитет Сума, полуподземни контейнери. Претходно поставивме на градските гробишта на улица 11 ноември и ова работа ќе продолжи и на останатите локации кои ги имаме добиено од страна на сектор за комунални дејности при општина Куманово. Тоа е улица Боро Перцан, Гуцман, Тоде Думба, Трета МУП, како и Моша Пијаде. Значи и понатаму ќе продолжиме со веќе сме во преговори за определување на други локации, на кој начин би се олеснили на самите на себе, а и на граѓаните, а со тоа би го заштитиле сметот да не завршува околу контейнери. Со оглед на тоа што полуподземни контейнери, освен што изгледаат естетски поубаво, и нивната зафатнина која менува 5 обични контейнери. Значи еден полуподземен контейнер има зафатнина од 5,5 метри кубни, за разлика од еден подвижен обичен сад кој има зафатнина 1,1 метар кубен. И со ова ќе предложиме, ние имаме на залика околу 40 полуподземни контейнери и во наредните еден месец до 2 ќе поставиме на останатите локации кај што е можно поставување на исти. Ако се земе во предвид дека цена на чинење на еден таков сат е 6 до 7.000 евра и ние тешко доаѓаме до нив, а овие што ги имаме се набавувани од страна на општина Куманово по определени ставки во буџетот, а и со проекти. Ние разгледуваме можности, веќе сме учествували на известни проекти и самостојно како Јавна Чистота и зеленило. Ќе видиме дека тоа се контейнери дека многу тешко се доаѓа. Јас имам апел до граѓаните да не ги уништуваат, да фрлат комунален смет, а имам апел и до инспекцијските служби да се грижат малку за тие контейнери и да пишуваат казни санкции према граѓаните кои ги уништуваат. Вчера заврши и 5-дневната акција за собирање на кабаст отпад. Директорот на комуналното предпријатие Стојановски е задоволен од интересот што го пројавиле граѓаните за бесплатното одлагање на отпадот на локациите во населбите Перо, Чичо и Карпош и на така наречениот Романовски пат. Неколкудневна акција ќе се реализира и во текот на месецов, но допрева ќе бидат објавени локациите, велат надлежните од Чистота и зеленило. Да ги пофалам граѓаните затоа што има зголемен интерес и повеќе смет, значи имаат одговорено на акцијата. Последнава акција заврши сега во вчера, значи траеше цела недела скоро. Определивме локации различни од претходните и со тој ритам и ќе продолжиме. Имаше поголем одзив за разлика од претходните акции, тоа е за поздравување. Најголем одзив имаше во Перо, Чичо. И јас ги охрабрувам граѓаните да продолжат да ја користат оваа акција, ќе има и во април. Ние ќе ја најавиме таа акција, да го искористат моментот затоа што истиот отпад може да го одложат бесплатно кој во нормални услови чини. Нека го искористат тоа. Иако повеќе дневните акции во февруари, март и април месец се реализираат по насоки од Министерството за животна средина и просторно планирање, комуналното предпријатие акции за собирање на кабаст отпад реализира 4 пати годишно, вообичаено за време на викендот со цел да бидат поуспешни.